Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитуван министер за земјоделие. Ние денес сега пред себе го имаме законот за вино, нормално дискутираме за грозјето, дискутираме за земјоделието и на почеток е клучното прашање. А клучното прашање е кој е главното ветување на Зоран Заев на изминатите парламентарни избори до земјоделците и до руралните краеви. Јас ќе ве подсетам, затоа што ќе ја подсетуваме Македонија, ќе го подсетуваме министерот од владата на СДСМ со 28 министри, ќе ги подсетуваме пратениците кои што тоа го ветува и градоначалниците на СДСМ. Пред мене е изјавата на Зоран Заев дадена во Неготино на 28 ноември. Почитуван министер за земјоделство, а тој вели, цитирам, наслов на сторијата: Заев, државата ќе гарантира откуп на сите земјоделски производи. Дали тоа Зоран Заев го изјави, министра? Дали Зоран Заев во својот манир на лажење, на неисполнување на ветувањата, во својот манир на давање на ветување со рака на срце, кажа државата ќе гарантира откуп на сите земјоделски производи? Заев кажал, Заев порекол. Не е зборот е збор, туку лагата е лага. Има ли политичар изминативе 28 години кој што повеќе ги лажал граѓаните на Македонија и македонскиот народ од Зоран Заев? Нема. Нема политичар што повеќе ги лажал граѓаните. Ни велеше во јуни минатата година, пред 18-20 месеци, радувај се Македонија, дојдовме датум за преговори. Се сеќавате на она селфи заедно со Бујар Османи, заедно со Никола Димитров, заедно со Кочо Ањушев, кај што вели дојдовме датум за преговори. Еве година и пол помина, имаме ли датум за преговори, господине министер за земјоделие? Немаме. Заев кажал, Заев излажал, Заев порекол. Доаѓаме до земјоделието. Со истиот манир на лажење се лажат и земјоделците. Понатаму, затоа што зборуваме за виното и за грозјето. Тиквешијата е регион во кој што најмногу има вино, во кој што има најмногу грозје. Тоа ви се општините Кавадарци, Неготино, Росоман, Демиркапија, но исто така винова лоза и насади имаме и во Источна Македонија, имаме во Пелагонија, имаме во Охридско, има и во Полог. Ова исто така го кажа визави виното, визави грозјето Зоран Заев. Вели, во Неготино и Кавадарци ВМРО ДПМН ќе добие тежок удар затоа што ја понижи цела Македонија. Не, ве победивме на избори таму, во цела Тиквешија. Но неправедно направивте влада. И вели, го уништи достоинството на земјоделецот, ги погази своите граѓани да висат пред откупните пунктови и винари, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев и носител на листата на СДСМ во четвртата изборна единица. Што е променето? Бетере и полошо е. Понатаму, во својот манир на лажни ветувања, Зоран Заев на минатите парламентарни избори го кажа следново. Вели, македонскиот земјоделец ќе биде достоинствен, а не како сега. Понатаму вели, во неговите манири, Зоран Заев цитирам, има глобална побарувачка за храна, не дозволи ово што се случува во Македонија. Заев вели, овде сум да ви го дадам зборот, да ви најавам светла иднина. Внимавајте, светла иднина. Заев вели, јас имам работено земјоделство, ова е последна реколта 2016 година, кога сте подценети и згазени. И уште еднаш, клучното ветување на Зоран Заев. Вели, државата ќе гарантира откуп на грозјето и на сите земјоделски производи, најави Заев. Моето клучно и главно прашање во вашата реплика, која што се надевам ќе ја добијам, за да можам да ви одговорам и повторно да ве прашам, господине министер. Што е со клучното ветување на Зоран Заев? Вели, државата ќе гарантира откуп на грозјето и на сите земјоделски производи. Дали ова лага или вистина? Лага е, господине министер, затоа што нема тема, нема работа, нема област, нема град каде што Зоран Заев нема излажено. Продолжува понатаму Зоран Заев и вели на темата вино, грозје и лозари.
Вели, вечерва сум овде, целосно убеден во победата и да ја најавам еднината, да го најавам животот во Македонија. Господине министр, кажете ми дали има едно село во Македонија, еден град, една општина или еден регион во Македонија кој што не депопулира, од кај што не си заминуваат луѓето, од кај што нема евакуација. Тој вели, понатаму, значи, вели да не се иселуваат луѓето, туку ќе ги задржиме тука. Имаме екзодус од Македонија, буквално невиден. И вели вака понатаму Заев. Почитувани земјоделци, почитувани лозари, заврши времето на маката на губење на достоинството, честа и почета. Следната есен, тоа вели за 2017, пред 2 години, вели следната есен, државата преку новата влада ќе го гарантира откупот на грозјето и ќе ја гарантираме цената на грозјето. Министре во владата на Зоран Заев, кажете ми дали вие ја гарантирате цената на грозјето? Дали го гарантирате откупот? 5 пати ви го читам главното ветување. Не, господине. Кажете, премиерот Заев, председателот на СДСМ, што му отвори уста, лаже. За се. Убедливо со викање од плоштадите го кажуваше ова. Еве ви цитат од неготино 28 ноември 2016 година. Понатаму вели за 2017 пред 2 години. Вели уште на пролет, помеѓу Свети Трифун, кога се зарежува грозјето до мај, ќе објавиме цената и на белото и на црното грозје, за да вие земјоделците однапред знаете по која цена ќе ви биде платен родот. Државата однапред ќе го плати грозјето, а ние ќе си имаме работа со откупувачите, потенцира Зоран Заев. Ова вистина ли лага е, господине министр? Сакате уште еднаш да ви прочитам и вас и на цела јавност, и на пратениците, и од опозиција, и од позиција. Еве ви го Заев уште еднаш, во негов манир. Вели, уште на пролет, почитувани земјоделци, мисли на идната 2017 година, еве ви трета, четврта година поред, вели уште на пролет, помеѓу Свети Трифун, кога се зарежува грозјето до мај, ќе објавиме цената и на белото и на црното грозје, да знаете однапред земјоделци по која цена ќе ви биде платен родот. Заев продолжува, вели државата однапред ќе го плати грозјето, а ние ќе си имаме работа со откупувачите. Вистина ли сте зборали или сте лажеле, господине министр? Го знаеме одговорот, сте лажеле. Кој што лажевте и за Макрон, кој што лажевте и за грозјето, кој што лажевте и за Југохром, кој што лажевте и за датумот, кој што лажевте и за Смилковско, кој што лажевте и за рекет, кој што лажевте за сите можни теми. Кој што лажевте дека Никола Димитров е убиен, пардон, се извинувам, Никола Младенов дека е убиен, лапсус. Кој што лажевте еден куп други работи. Има ли работа за која што не го излажавте македонскиот народ? Понатаму, Заев продолжува и најавува на земјоделците, вели, покрај за грозјето, новата влада на СДСМ ќе се погрижи за откупот на пченицата, на јаболкото, на тутунот и дел од раноградинарските производи. Што од ова е исполнето, господине министер? Трета, четврта година сте на власт. Ништо. Кажете ми уште еднаш, велите, новата влада ќе се погрижи за откупот на пченицата. Абер нема, јаболкото се фрла, јаболкото ви дојде индустријско пола денар до денар за 1 килограм. За земјоделци наполнат еден резервоар со бензин треба една приколка да дадат. Еден резервоар да наполнат треба 2 тона јаболка да дадат. Во ресен ги фрлаат по нивите. Имате ли гарантирано, кој што најавивте и ветивте и за сите други производи? И повторно вели Заев, тоа ќе го направиме зашто станува збор за стратешки производи од кои народот живее и плаќа сметки и даноци. Ќе ги вратиме парите, да чуе и да разбере, еве го повторно Заев, да чуе и да разбере Неготино, Кавадарци и Демиркапија и другите региони со помали насади од грозје, државата ќе гарантира откуп на сите исплати на грозјето и ќе излезе на крај со откупувачите
И така натаму, и така. Грумбулова се, благодарам. Господине министр, Министърът кажете ми, дали Зоран Заев ја зборуваше за земјоделство, вистината шумарство и или лажеше? Знаеме дека лажеше. стопанство реплика.